Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е по повод 7 април, Светскиот ден на здравието, за прв пат во Република Македонија и на Балканот денеска реализираше голема крводарителска акција која се одржа на целата територија на државата. Насловот на оваа хуманитарна акција е "Донаторот е херој", наслов кој е официјален слоган на Светската здравствена организација за годинава. Во Кавадарци крводарителската акција се реализира во холот на Домот на културата Иван Мазов Климе. Председателот на Унијата на млади сили од Кавадарци Слободан Ивановски беше презадоволен од одзивот на младите на ВМРО ДПМН. Денеска во сите градови во Република Македонија Унијата на млади сили организира крводарителска акција под насловот "Донаторот е херој". Значи во Скопје, во Битола, во сите поголеми градови во Република Македонија во исто време на различни места со почеток од 11 часот до 16 се организира крводарителска акција. Значи до околу 2 часа се поминати од акцијата, имаат дадено крв околу 20 до 25 луѓе и мислам дека до сега е одлична бројка и бројката во попладневните часови ќе се зголемува. Значи не идовме на голема заинтересираност, на масовност. Во разговор со докторите од трансфузиологија ни кажаа дека ова е една од најуспешните акции, дури стравуваат и како ќе биде обработена и како ќе биде складирана оваа крв. Ние како Унија на млади сили покажуваме хуманост, покажуваме одговорност, крвта што на некого му значи живот и што натаму ќе спасува многу животи, ја донираме денес ширум целата република, во Кавадарци. Активистите на Унијата на млади сили, значи даруваат крв, членови на Унијата на млади сили, имаме поддршки од Унијата на жени, постари случајни минувачи кои што сакаат да даруваат крв, кои што видоа дека денес организираме крводарителска акција, се многу задоволни, заинтересирани, дадоа крв и мислам дека можеме да заокружиме една успешна крводарителска акција. Ваквите акции ќе продолжат во иднина. Ова е прва акција на Унијата на млади сили, ваква прва најмасовна акција на низ територијата на Република Македонија и се надевам во иднина почесто ќе правиме крводарителски акции. Поддршка на денешната акција даде и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, кој најави голема крводарителска акција за време на општинскиот празник на градскиот плоштад. Секако дека ја поддржувам, ова е во координација со председателот на Унијата на млади сили, со Слободан Ивановски, заедно со мене. Сакам да ја поздравам, да ги охрабрам дечките и гледам дека сте претерале во тоа охрабрување. Има повеќе од колку што кај нас трансфузиологија може да собере. Меѓутоа, ова ни е репер дека и понатаму може да се организираат вакви акции. И сега добив и една информација од луѓето од Црвениот крст дека можеби на 7 септември ќе организираме нешто многу поголемо, заедно со Унијата на млади сили, заедно со сите граѓани на општина Кавадарци, за да направиме некој рекорд, односно да се обидеме да направиме некој рекорд во Македонија, бидејќи Кавадарци важи за град на крводарители. Меѓу нас е и човекот кој што има над 130 и неколку пати дадено крв. Според информациите досега има околу 24 наши младенци има дадено крв, меѓутоа уште толку чекаат на ред. Така што мислам дека овој ден и внатре во партијата ќе го собориме внатрешниот рекорд на доделување, односно давање, доброволно дарување на крв. Солидарноста и хуманоста се двете од основните начела на ВМРО ДПМН и токму тие не водат во секојдневното креирање на политиките и во секојдневното комуникација со луѓето. Значи, секогаш се трудиме покрај тоа што ние не важиме за социјална партија, да со овие принципи предначиме пред сите други партии. Кабинетот за трансфузиологија од Кавадарци денеска имаше полни раце работа. Трансфузиологот доктор Атанас Трајков задоволен од големиот број на млади хумани луѓе. Ова е прилично посетена крводарителска акција. До сега околу 42-3 имаме крводарители. Задоволни сме, ако вака остане интересот, ќе има над 60 сигурно. Ќе може ли да се преработи оваа крв што ќе се собере? Да, нешто ќе оставиме сигурно за нашите болни и повредени во болницата. Овој останатиот дел, бидејќи ова е доста крв земена од овие хумани луѓе, ќе биде испратена во Републиката во Скопје.